Се наоѓаме овде во Дојран, кој што интензивно се подготвува за новата туристичка сезона. Првите параметри каква ќе биде покажа великденските и првомајските празници. Што превзема локалната самоуправа во поглед на новата туристичка сезона, во наредниве минути ќе разговараме со првиот човек на општина Дојран, Анго Ангов. Градоначалниче, реков дека во пресред сме на новата туристичка сезона. Дали општина Дојран е подготвена? Секако, како и секоја година, се трудиме максимално да се подготвиме за новата туристичка сезона, која што воедно секогаш великденските и првомајските празници се на некој начин предвестник за новата туристичка сезона. Она што го правиме во моментов се нови плажи, нови содржини кои што ќе бидат поатрактивни за нашите посетители и туристи. Се трудиме тоа што го имаме во наредните денови, во наредните недели да го подоредиме и да бидеме уште поубави при посетата на самите посетители и туристи. Меѓутоа, знаете, на повеќе наврати имам напоменато дека општина Дојран веќе не се стреми и не се подготвува само за летната сезона, туку подготвуваме програми, планови за да бидеме атрактивни во текот на целата година. За таа цел имаме низа на проекти кои што се реализираат. За летната сезона поконкретно добиваме една нова плажа од некој километар должина, расчистени, нови, слободни, уредени плажи. Се преуредуваат и се насипуваат со песок старите плажи. Ќе имаме партерно хортикултурно уредување на централното подрачје. Се спремаме и подготвуваме, односно се ангажираат повеќе лица за одржување на самите зеленила и површини кои што се битни за самите посетители. Исто така, она што сакам да го напоменам и како што кажав, поатрактивни да бидеме во текот на целата година е тоа што конечно почна да функционира новото јавно претпријатие кое што ќе треба да подготви една програма, еден начин на привлекување на туристите и на сите заинтересирани не само во нашата држава, туку и пошироко. Се работи за активирање на фронтовата линија, каде што во моментов се расчистуваат над 5 километри велосипедски патеки, се уредуваат, се прави и се расчистува теренот околу бункерите и фронтовата линија, така што со пристигнувањето на електричните велосипеди, со пристигнувањето на смарт таблите и други пропратни елементи кои што се неопходни за сето ова, се надеваме дека од септември ќе почне да функционираат тие тури и ќе станеме доста атрактивни не само како што напоменав за нашите туристи, туку и пошироко на Балканот. Спомнавте уредување на нова плажа од приближно 1 километар. Каде ќе биде таа плажа и дали ќе биде слободна за сите посетители, ќе биде издадена на концесионер? До каде е постапката? Таа ќе биде слободна плажа, се работи за средства кои што ги користиме од европските фондови, расчистување пред се на крајбрежјето и уредување на тие делови кои што беа обраснати со бујна вегетација. Сега ја ставаме таа плажа каде што на времето биле и најатрактивните плажи, односно се работи за локацијата од плажа Фуктак па се до граничен премин. Така, ги спомнавте оние попратни активности, фронтовата линија и велосипедските патеки, набавка и на електрични тротинети. Ќе има ова за летово или пак тоа се очекува на есен? Постапката за електричните велосипеди е веќе завршена и со подпишувањето на договорот треба да се става до функција. Се работи за проект, односно за реализација на проект преку југоисточен плански регион, за набавка на 20 електрични велосипеди, смарт табли и смарт клупи. Тоа ќе биде новината фактички, она што го спремаме за оваа летна сезона. Составањето во функција и на овие велосипеди и на новото јавно претпријатие ќе почнеме да ги користиме за новите тури кои што ги спремаме од есен па натаму. Градоначалниче Рак Рана пред се и постојано се зборува за пречистителната станица. Добивте средства од владата, до каде е постапката, почнали да се работи на реконструкција на колекторскиот систем, но и на пречистителната станица? Да, секако во исчекување бевме на подпишување на договорот со Република Словенија, односно со амбасадата на Република Словенија и секако на моја големо задоволство можам слободно да ви известам дека во текот на вчерашниот ден беше пристигнат официјален документ за одобрените средства од Словенска амбасада. Со подпишувањето на овој договор ќе почнат распишувањето на тендерските постапки за реконструкција на колекторскиот систем и за изградба на нова пречистителна станица со поголем капацитет и со поголеми електрични заштеди. Така да
трендот што се случува во овој момент на Дојран, односно развојот што му се случува, мора да го следиме и ние како локална самоуправа во изградбата на вакви капацитети за не само за санирање на веќе горливиот проблем кој што не мачи 40 години, туку и за изградба на нови водоводни мрежи, нови дотори на вода кои што не мачеа со години исто така и имавме проблеми. Сето тоа паралелно се работи и ние полека, но сигурно го спремаме Дојран да стане навистина една туристичка атракција не само во нашата држава, туку и поширок. Рековте, добивте документ дека се одобрени средства, за колку средства станува збор од Словенската амбасада, но и впрочем, дали е заокружена таа финансиска конструкција околу овие два капитални проекти? Реконструкцијата на колекторскиот систем и пречистителната станица, со оглед дека и владата одобри средства. Секако да, овие средства се чекаа бидејќи треба да одат во пакет со средствата обезбедени од владата. Од владата имавме обезбедено 135 милиони денари, кои што се веќе легнати на наша сметка, на наменска сметка, и се чека во исчекување средствата од Словенија, односно подпишувањето на договорот, за да можеме да отпочнеме со распишување на тендерските постапки, бидејќи тие пари мора паралелно да се трошат. Таква е програмата. Она што сакам да го напоменам е дека од Словенската амбасада имаме добиено некои 1.300.000 евра. Така да заедно со нашите средства од владата заокружена е таа финансиска конструкција, со можност доколку се утврди дека во наредниот период треба уште нешто да се достреди, имаме одлична соработка и со Министерката за животна средина и со владата, така да ни стојат на располагање за конечно да го решиме овој горлив проблем кој што не мачи 40 години. Со оглед дека заокружена финансиската конструкција очекувате подпишување на договорот. Вака како што стојат работите, очигледно е дека наесен ќе стартуваат работите за бидејќи не може да среде туристичка сезона. Секако да, она што беше најголем проблем е обезбедувањето на финансиските средства, бидејќи не зборуваме за мали финансиски средства, туку за огромни финансиски средства кои што општина Дојран навистина нити може, нити на било кој начин да го реализира сето овој проект. Така да, штом е обезбедена финансиската конструкција, штом се обезбедени овие финансиски средства, на некој начин 90% од проблемот е решен, само да се започне со изградбата и со санацијата на колекторскиот систем. Градоначалниче, имавте средби и со министерката, ја спомнавте, Каја Шукова, за животна средина. Дали веќе е договорено како ќе функционира хидросистемот Ѓавето при евентуален намален водостој на Дојранското езеро, со оглед дека реакциите околу функционирањето на овој систем се големи? Која е она перцепција? Најавивте минатата година дека можно е и предпријатие кој што ќе биде меѓуопштинско со Богданци. Како ќе се решава овој проблем? Вака, хидросистемот се уште е под надлежност на Министерството за животна средина. Се правеа повеќе напори за изнаоѓање на начин на функционирање на тој хидросистем, односно да може да дава услуги и на сите заинтересирани кои што сакат да го користат за наводнување. Меѓутоа за сега се уште нема и е статус кво. Она што е разговарано и она што е побарано од наша страна е испратено барање со кое што бараме во текот на летната сезона, кога имаме поголеми испарување на водата и поголеми губитоци на вода, да се стави во функција тој хидросистем. Од наша страна сето тоа е завршено. Министерката исто така има разбирање и знае дека доколку дојде до ситуација да има потреба од дополнителни количини на вода, сето тоа треба да се стави во функција. Се надевам дека во текот на јуни, јули, август ќе биде во функција тој канал и ќе го одржава нивото на водата, иако ќе напоменам дека немаме проблеми со нивото на водата како што кружат шпекулации, туку нивото на водата е 1 метар над нулта кота и како што гледаме во моментов, ситуацијата со Дојранското езеро е стабилна и нема потреба од загрижување или дигање на било какви фами. И ова лето, дали останувате на оној сегмент да се организираат одредени манифестации кои ќе бидат во интерес и избогатување на туристичката понуда, со оглед дека минатите години реализиравте повеќе фестивали, манифестации со кои што ги промовирате вашите атрибути, односно атрибутите пред се на добра храна овде во Дојран. Секако да, како и секоја година, така и оваа година продолжуваме со културните манифестации. Започнуваме некаде на почетокот од јуни со Гурман фест, каде што ја промовираме дојранската традиционална храна. Продолжуваме со Д фестивал кој ќе се одржи на 31 и 2 јули. Потоа продолжува Мандра фестивалот и оваа година секако пред Мандра фестивалот кој што ќе биде на 28 и 29 јули. Мислам дека пред тоа следи филмскиот фестивал кој што за прв пат се реализираше минатата година. Оваа година ќе трае 5 дена
со повеќе активности, од активности за најмладите па се до оние кои што се заинтересирани за новиот, за филмовите и за Така. театрот. И за крај, градоначалниче, зошто македонците ова лето да бидат овде во Дојран на одмор, на прошетка, на забава? Зошто да дојдат? Па јас не само ова лето, јас ги повикувам во текот на целата година и Дојран навистина стана атрактивен во текот на целата година, сите викенди се преполни. Дојран има што да понуди, има што да се види. Имаме прекрасни рекреативни патеки, имаме богата културно-историска програма која што допрва ќе треба да следи и да се реализира. Спремни се објектите за посета, имаме прекрасна храна и прекрасни специјалитети, и да не го забораваме прекрасниот воздух кој што навистина воодушевува. Воздушна бања што велат. Благодарам, градоначалниче, на овој разговор. Благодарам и на вас. Така. Студио, само да подсетиме дека општина Дојран веќе интензивно се подготвува за новата туристичка сезона, веќе се планирани одредени активности кои што ќе збогудат понудата за посетителите кои што ова лето планираат да престојуваат покрај Дојранското крајбрежје.